Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Зошто коронарната артеријска болест е најчеста причина за смрт? Како да се превенира пред да настапат посериозни компликации? Кој е најдобар начин за дијагностика? Денеска на оваа тема ќе разговараме со доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог од клиничката болница во Штип. Доктор Николов, добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам на поканата, задоволство да бидам ваш гостин секогаш. Еве, како што споменав и во најавата, доктор Николов, зошто КАП или коронарна артеријска болест е најчеста причина за смрт? Па, видите, кога ќе зборуваме ние за коронарната артеријска болест, ние треба да направиме една генерализација на артеријската болест генерално. Зошто е најчеста? Заради тоа што артериите почнуваат да стареат од денот на раѓањето. Односно, атеросклерозата како болест започнува од првиот ден на раѓање и се манифестира некаде после 30-та година од животот, кога веќе почнуваат да се развиваат задебелување на самите ѕидови на крвните садови, да се јавуваат одредени масни плаки кои што ќе го прошируваат тој лумен, односно ѕид на самиот крвен сад и започнуваат стресот, цигарите, исхраната, нередовниот живот и така натаму да предизвикуваат да прават и фиброкалцифицирачки промени на самите крвни садови, што ќе почне да дава стеснување и веќе симптоматологија. Меѓутоа, ние овие симптоми не ги толку замаруваме ако се на нозете, ако се на рацете, ако се на вратните артерии. Ради тоа што тие не даваат одредена симптоматологија додека не станат критични стеснувања. Меѓутоа, кај срцето, односно кај коронарните артерии, тоа е малце поизразено заради тоа што единствен мускул кој што работи од моментот пред раѓањето, односно од зачнувањето, па до самата смрт е срцевиот мускул. И он континуирано бара крв, континуирано бара кислород за да се сатурира и тие крвни садови, најмал промена на луменот на овие крвни садови предизвикува симптоматологија во однос на стегливи болки во градите, замор, губење на здив, малаксаност и така натаму. И затоа ние кога зборуваме за атеросклерозата, зборуваме за коронарната артеријска болест како еден главен ризичен фактор од кој што најчесто се и умира. Овде ги споменавте симптомите кои што може да се јават, стегање, градна болка. Меѓутоа, колку време пациент кој што има коронарна артеријска болест може да биде асимптоматски пред да дознае дека всушност ја има оваа болест? Па видите, поголемиот број од пациенти, сега да не зборуваме во статистички бројки, се асимптоматски. Ради тоа што секој различно си ја доловува својата физичка кондиција и својата физичка состојба. Например, пациент кој што е физички активен, он веднаш ќе си препознае дека веќе кондицијата што ја имал до пред 2-3 дена ја нема и тоа веќе се првите симптоми. Меѓутоа, оние кои што се попасивни, не вежбаат, не спортуваат, тие не можат да направат дистинкција од претходниот ден. И кога овие пациенти си доаѓаат на доктор, јас сум здрав, јас немам ништо, ние ќе му направиме ЕКГ, на ЕКГ-то не се препознава состојба на нема акутно срцево заболување, гледаме уредно ЕКГ, ќе му направиме ехокардиографски преглед, ќе видиме една убава срцева динамика на движење, уредно отварање на валвуларниот систем. Може да најдеме болест на каротидните артерии кои што ќе не посомневаат и на крајот овој пациент задолжително ние мораме да го пратиме на коронарен стрес тест. И кога ќе видиме дека над 35 до 40% од коронарните стрес тестови кај здрави пациенти кои што немале симптоми, кои што не пријавиле никакви претходни инциденти со срцевите пореметувања и хипертензијата, вклучувајќи ја тука, ќе испаднат позитивни коронарни стрес тестови, што значи во медицината позитивен коронарен стрес тест станува збор за негативен здравствен симптом, ради тоа што тоа значи дека коронарен стрес тест е позитивен за постоење на коронарна артеријска болест. И ваквите пациенти асимптоматски ги закажуваме за селективна коронарографија, каде што на самата дијагностичка коронографија ние ќе утврдиме дали тие крвни садови се заболени, не се заболени, дали имат потреба да се третираат со медикаменти или треба да се стави стент или па евентуално да се испрати за бајпас операција. Така да кога зборуваме пациенти, они се делат на симптоматски и асимптоматски, меѓутоа секој оној кај кој што не е докажана
здравствена состојба, дека има негативен коронарен стрес тест, дека има уредна ехокардиографија, дека има уредно ЕКГ, има уредна лабораторија, не значи дека сме здрави. Дури и кај овие стрес тестови, 85% од стрес тестовите покажуваат специфичност и сензитивност за прецизност во диагностиката. Имаме пак 10 до 15% варијација, кој што искусен кардиолог би тоа препознал и би го интерпретирал како што треба. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Николов, дали градната болка е еден од најчистите симптоми кога веќе може да кажеме дека болеста напредува, односно е во понапредна фаза? Па видите, како студенти учевме еден знак, Левинов знак го вика, тоа е еден многу постар кардиолог американец кој што многу одамна го опишал Левиновиот знак за таа градна болка. Вика што значи тоа? Ја ширите раката колку што ви е голема, ја ставате на градниот кош и кажувате каде ви е болката, односно нема конкретно место каде се наоѓа таа градна болка. И затоа кога го објаснувам и на студентите, Левиновиот знак е типичен пример за ангина пекторис или она што го ние нарекуваме срцева градна болка, пошто треба да направиме дистинкција меѓу срцева градна болка и стенокардија или обична градна болка. Срцевата градна болка е болка предизвикана ради исхемија на срцевиот мускул и таа ние нарекуваме ангина пекторис, стабилис или нон стабилис, зависност дали се јавува во мирување или се јавува при напор. И стенокардија, тоа може да биде болка поради болки во зглобовите, болки во коските, болки во мускулите, желудечна, езофагична болка и така натаму. Така да кога ќе објаснуваме ние градната срцева градна болка, Левиновиот знак е еден од симптомите, значи викаме боли овде, вика кога ќе се затрчам или кога ќе пода малце побрзо, овде ме боли. Нема точно место да покаже. Меѓутоа градната болка не секогаш се манифестира, односно срцевата исхемија не секогаш се манифестира со градна болка. Може да се јави со болка во грлото, болка во вилицата, болка во двете рамења, болка во надлактиците, па дури и во самите подлактици. И на крајот може да се јави како болка во листовите на нозете, како резултат на тоа да срцето во даден момент при физички напор, поради самата исхемија која што, односно недостатокот на крв кој што го има во себе, и ја намалува својата контрактилна моќ и не дозволува доволно крв да се поднат нозете и тогаш нозите болат. Клаудикација интермитен, што по друга страна може да се поистоветува и со запушување на крвните садови на долните екстремитети. Во услови кога ќе ви дојде пациент кој што се жали на градна болка, нели, додека вие дефинирате каква е таа градна болка, замор, да не може да се качува по скали, да го болат нозе, колку тоа може да значи дека навистина напреднала коронарната артериска болест? Па, ние лекарите имаме една професионална деформација, која ќе влезат луѓето во нашето обкружување и ги анализираме. Од моментот на влегување, на отварање на вратата, до седнување на столчето, како гледа, како зборува, гримасите на лицето и сите тие аспекти што ги ние заприметуваме кај пациентот ни даваат некој податок дали тој пациент стварно страда или тој пациент се плаши дека ќе биде во групата на пациенти за срцевите заболувања. Значи, кога ќе имате веќе типичен пациент, значи самиот лик, визусот на лицето, значи самата бојата на кожата на лицето, подочњаците, позицијата на самите очни јаболка, ноздрите, буквално, значи, лицето ни ја дава веќе суспекцијата за коронарната болест. Дури и помладите лекари кај нас во болницата веќе го тоа препознаваат како еден симптом, вика и овој доктор изгледа како коронарец, ние медицински се изразуваме. Да, и тоа веќе ни дава знак дека тој пациент мора да подлежи на строги првен неинвазивни испитувања, тоа значи да направиме ЕКГ, убаво да го интерпретираме ЕКГ-то, да ги најдеме сите оние видливи и скриени знаци за исхемија, дали тоа е хронична или акутна исхемија на срцето, да направиме добра ехокардиографска евалуација, да го разгледаме срцевиот мускул. Убаво на ехото се гледа како работи мускулот и точно можете вие врз база на ехокардиографијата и ЕКГ-то да утврдите точно горе-доле која артерија му е болна на тој пациент. И на крајот правиме доплер на каротидните артерии, кој што е колку се запушени, тоа е задолжителен во клиничка болница Штип, ни еден протокол од 2014 година кој што сме го поставили, сите наши колеги кардиолози го работат тој протокол, значи правиме доплери на каротидните артерии, бидејќи па тие се олицетворение на коронарните артерии кои што не можеме да ги видиме на ехото. И околу овие сите работи ќе ги завршиме. Пациентот има регулирана хипертензија, регулирани масти, например, го испраќаме на следниот неинвазивен чекор, тоа е коронарниот стрес тест.
Стрес тестот може да биде на трака со брзо движење, кој што се покачува на одредени на 3 минути елевација траката и забрзува, или да биде ерготест кај што на велосипед се одредува, односно се става кардиопулмоналниот капацитет на максимум, што значи тоа ние максимално го оптеретуваме дишниот, респираторниот систем. Да. Од друга страна, на тај начин максимално го оптеретуваме и работењето на срцевиот мускул. Така да правиме едно компаративно следење на срцето, колку може белите дробови да донесат кислород до срцето, а кислородот на срцето дали срцевите крвни садови ќе дадат доволно крв и ќе го искористат кислородот кој што го внесува. Така да со завршувањето на овие неинвазивни диагностички процедури, ние веќе знаеме дека дали тој пациент треба да дојде наредните 6 месеца на контрола повторно или ќе треба веднаш да го закажеме за инвазивна процедура која што влека. Тоа сега ќе го зборуваме, меѓутоа бидејќи веќе имаме гледачи на линија, ќе им дадеме предност на гледачите, па ќе продолжиме за инвазивните методи. Повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Јас сум информирана за овој доктор и затоа сама ми се погоди да се го слушам тоа. Јас имам направено ми е снимање, ехо, ЕКГ и ми е откриено проширување на срцето. А имам замор од диафрагмата. Добро. И тоа викам, само употребувам терапија, само би пресо и просимит. А колку ви е еджекционата фракција на ехото ви е проследена и колку ви се проширувањето? Треба да ги видиме тие два параметри. Не знам тоа на снимката. Не многу не. Главно проширење на срцето вика. Добро, после таа снимка, после тоа што ви е направено, ви е дадено само терапија, така? Да. Так. Добро, јас ви благодарам за јавувањето. Добро, значи станува збор, предпоставувам, за дилатативна кардиомиопатија и самиот замор и тежина што има во стомачната рија, тоа е еден знак дека срцето не може да ја испорача пумпната енергија која што е потребна да ја движи крв и баш така го чувствуваат пациенти како една тежина при напор во стомакот, заради тоа што имаме десно срцево оптоварување, се оптоваруваат белодробниот крвоток, односно крвта која што тече низ белодробните артерии. И баш тежината доаѓа во диафрагмата, баш така ја опишува и пациентката. Ке треба да се направи, значи да се види таа ехокардиографија, колкава е таа дилатација на срцевиот мускул, дали е таа симетрична, асиметрична, дали е само еден дел од срцевиот зид зафатен или целото срце ослабното. Да се даде соодветна терапија, гледам фуросемид е даден, ќе треба да се даде и спиринолактан, тоа е еден друг лек кој што минералокортикостероид кој што ја стимулира срцевата работа, ќе треба да се даде да видиме ЕКГ-то дали е во правилен ритам или не е правилен ритам, да се даде агрегација или антикоагулантна терапија и задолжително оваа пациентка заслужува да добие селективна коронарографија, бидејќи треба да се утврди причината зошто тоа срце е проширено, за да не случајно некоја артерија запушило, пошто многу често нашите пациенти, ако се и диабетичари, не прашуваме женава, господјава, дали е диабетичар, диабетичарите го поменуваат така наречено тивок инфаркт. Не го чувствуваат инфарктот и кој ќе дојдат кај нас веќе со проширено, со ослабното срце, веќе е задоцната работата, ние можеме да поправиме, меѓутоа таму 7 до 10% ќе вратиме од срцевиот мускул. Не, слушнавме на почетокот не спомена за коронарографија, што значи веќе како што споменавте треба да и се направи. Еве се надевам дека го слушна одговорот и дека соматичен со интернист ќе си побара да и се направи коронарографија. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ангел е на телефон, го поздравувам Сашко. Поздравувам го Сашко, Ангел е на телефон. Да, ве слушаме, повелете. Да. Го поздравувам Сашко, он ми е знае состојбата. Ангел од Штипската болница? Да. Ке се видиме ние после. Ангел е наш пациент и Ангел е веќе 3-4 години го лекуваме, он е со терминална срцева слабост. И она е веќе исцрпени се сите можни медикаментозни начини да го лекуваме тоа срце и веќе е ставен во програмата за трансплантација.
и веќе е порачан, не знам во која болница само беше следено тоа, значи веќе е порачан девајс, тоа е Left Ventricular Assisted Device, тоа е LVAD, пумпа која што е фактички бридж до трансплантација на срце и мислам дека во наредните 7-8 дена ќе биде проследен во болница за да се имплантира овој девајс кај него, за да може Ангел да живее еден нормален живот додека не стигне шанса за трансплантација и он веќе 10-15 дена го држиме кај нас во болница, не го испуштаме заради тоа што треба да биде под строг мониторинг, треба да биде под одредена специфична интравенозна терапија која што е континуирана и се надевам дека за наредните 10 дена, 7 до 10 дена ќе биде веќе во завршен стадиум со имплантирана LVAD пумпа и ќе има нов живот. Така. Еве, му благодариме на Ангел што се јави. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, вас слушаме. Добро, која ќе ни сигнализираат за гледачот. Сега споменавте, нели, кои се оние неинвазивни што е на се што го правите за да се види каква е состојбата и кога веќе ќе има потреба, значи, за друг третман, тоа е она, како го велите вие, бајпас на коронарни артерии и перкутана коронарна интервенција. Кога едното, кога другото? Па генерално, значи, кога ќе бајпасот без коронографија не може да се направи, значи сите пациенти, вклучувајќи и господјата пред малку што каже, кои имаме веќе исцрпени можности за неинвазивни исследувања, како господјата имаме проширено срце, не можеме и не смееме да пратиме незена стрес тест. Ваквите пациенти подлежат на два типа на исследување. Тоа може да биде компјутерска коронарографија, која што е индиректна пак полуинвазивна метода, меѓутоа најпрецизна е селективната коронарографија, која што во Македонија се работи од 90 и некоја година, 92-3 година, кога не се лажам. Професорот Кедев трансрадиален approach, односно пристап преку радијалната артерија, и да не речем 100% од пациентите во државата се работат преку рака, што е веќе една многу леснителна задача и за пациентите, бидејќи стануваат на нога сила од дома, и за самите лекари, бидејќи нема потреба од дополнителни компресии и следење на пациентите после самата интервенција. На самата коронарографија која што ја правиме, тоа е диагностичка процедура каде што преку кожата, боцкање преку радијалната артерија на раката или улнарната артерија стигнуваме до коронарните артерии на срцето. И ние тоа го кажуваме со цевче, влагаме во едната, влагаме во другата коронарна артерија, снимаме, тоа трае од 3 до 5 минути диагностичката процедура, ги гледаме од повеќе аспекти крвните садови и гледаме дали се здрави или нема болест, или пак има калцифицирачка или фибролипидни плаки кои што треба да ги евалуираме и да одлучиме врз база на симптоматологијата, врз база на неинвазивните исследувања, која артерија е приоритетна што треба да се стентира. Сега имаме ние кардиоваскуларни гајдленси кои што ги следиме во Македонија на многу високо ниво, значи имаме една перфектна комуникација меѓу сите кардиолошки интервентни кардиолошки центри во држава. Тука се клиника за кардиологија, 8 септември, Тетовската клиничка болница, Охридскиот центар кој што е еден од после клиника е втор по стаж да кажеме, клиничката болница Штип, тука е Битола, Струмица, така да имаме приватните болници Систина Филип II кои што они имаат кардиоваскуларни центри и кардиохируршките сали кои што се Филип II, односно доктор Жан Митрев, Систина и државната кардиохирургија, тоа се 3 кардиоваскуларни центри кои што се секогаш на располагање за да одлучиме дали еден пациент ќе оди на стентирање или на бајпас операција. Значи, кога зборуваме ние што е поприоритетно, ние секогаш интервенните се вртиме према нашата работа, према стентирањето, кардиохирурзите се држат према хируршкиот бајпас и самите студии кои што се прават, тоа се компаративни студии како поминале пациентите со бајпас, како поминале пациентите со стентирање, тоа се компаративни студии кои што се прават низ саветот со цел да се утврди дали на лонг терм или долгорочно е подобар бајпасот или стентирањето. Меѓутоа, на крајот од денот кој ќе ви дојде пациент, имавме пред неколку дена еден критичен пациент со една критична болест на крвните садови, тоа беше млада жена, и ако не ја стентиравме во моментов, таа жена немаше да заврши, да стигне до бајпас операција. Така да
генерално самите протоколи и стандарди кои што се поставени според Светското кардиолошко здружение се држиме до нив и врз база на тоа имаме Синтека скоринг, Евроскоринг, тоа се специјални класификациони параметри по кои што се движиме ние и по кои што се повикуваме за да дали еден пациент би го стентирале или би го пратиле на бајпас операција. Меѓутоа, она што интервентната кардиологија во годините, почнувајќи од не знам која година е почнато до денеска, стигнато е до степен да секоја артерија може да биде стентирана. И да се направат, да не речем, најсложените бифуркациони стентирања кои што се, да речеме, пред 15 години, 10-15 години биле невозможно да се замисля дека се работа. Така да денеска ние работиме во Штип, ние сме центар кој што имаме направено огромни бројки на сложени, комплицирани коронарни интервенции, бидејќи Штип Скопје е 1 час патување. Пациентот, ако ние ставиме на вага дали ќе издржи за да Скопје да стигне за бајпас операција или би го спасиле со стентирањето, ние секогаш ја бираме опцијата да го стентираме пациентот, да го спасиме. Да не го изложувате на... Апсолутно, а понатаму за година 2-3 доколку се случи да некој стентовите запуши или слично, секогаш постои опција да се стави втор, трет стент, меѓутоа секогаш постои после опцијата што велиме ние на ладно да го пратиме пациентот на закажан бајпас кој што се прави во триве институции кои што ги направи пред малце. Така да, генерално не постои коронарна артерија која што не може да биде завршена со стент и не постои опција да пациент остане без крвоснабдување на срцето, бидејќи секогаш постои бајпасот како резервна опција. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Да, повелете во програма сте. Во програма? Да, повелете. Поздравувам емисијата, водителката и докторот, што многу го сакам. Ви благодариме. Пред кај него јас ми ставаше ми стен. Добро. На левата, од левата страна на вратот на каротидата, ама некако јас сум од Берово. Добро. И многу тешко, немаме превоз за Штип. Еднаш без само на контрола. Само ЕКГ ми направија, крв ми зедоа. Пред колку време ви е направена оваа интервенција? Тоа е веќе 2 години. Така, вие сакате сега да прашате колку често треба на контроли да одите? Бидејќи спомнавте само еднаш. Не, сега јас бев на порнографија, бев 8 септември и после порнографијата многу по-лошо се усишчам, повеќе замор. На срцето имам аортата на срцето што оди, место да е 5-6 протокол, у мене е 0,6. Имате аортна стеноз. Без на државна болница, каде Вангел, приоритетен упут на пулмологија, на компјутерско снимање. На 2 октомври сум снимана, уште резултати немам од компјутерското снимање. Може ли вака господи, во вторник сабале во 8:30 часот, јас сум во ехо кабинетот во мој термин, дојдете да ве видиме, да го видиме срцето, да измериме таа аортна валвула. Тоа е доктор Вангел Здравевски, мислам, кардиохирург од државна кардиохирургија. Најверојатно можеби треба да се прави интервенција на валвулата, што е работа која што не се работи во Штип, меѓутоа со добра диагностика ние ќе знаеме дали треба да се прави операција или па евентуално да се прави ТАВИ, тоа е Trans-Aortic Valve Implantation, кое што може да помине без операција, интервенции се прави во Скопје во кардиохирургија и во приватни болници, така да дојдете во вторник во 8:30, ќе направиме еден преглед, ќе ме побарате мене во ехо кабинетот кај што сме ве гледал веројатно пред да ве стентираме и ќе видиме што да се знае што ќе се секако ќе се одлучи. Јас се надевам дека слушна нашата гледачка. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Ви благодариме, повелете. И не добриот, него најдобриот доктор. Немам друго што повеќе да кажам, само еден голем поздрав од фамилија Ќотевски од Скопје. Ви благодариме многу за јавувањето, ова се за вас. Поздрави, докторе. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме.
Значи имам прашање до докторот, се работи за близок во семејството. Значи има проширена аорта, сега не знам колку ќе можам, 4-8. Добро. И со ваулата има исто проблем, а двокоронарен синус има. И сега се правеше пред неколку дена, нели, да се видат другите крвни садови, сето тоа е во ред. Доколку може таа проширена аорта да оди крајот за да се направи интервенцијата? Значи зборуваме предпоставно за аорта асценденс, ова е почетниот дел на аортата, пошто и коронарниот. Да. Значи има по гајдленси сега, тука имаме една дискрепанца меѓу колегите, се зборуваме, гајдленсите велат беа 55 мм, зборуваме пред неколку години, 55 мм беше горна граница за да се измери диаметерот на аортата, за да се прати пациентот за замена на аорта асценденс. Сега го поместија тоа на 60 мм, што значи до 60 мм не може да ја следиме таа. Сега тука зависи каков е зидот на аортата, дали е проширена целата аорта, дали е балонирана во тој дел. Тука повеќе фактори, затоа ги овие пациенти покрај ехо на срце што правиме, ги праќаме на компјутерна аорта, каде што врз база на компјутерското иследување заедно со радиолозите веќе се утврдува и конституцијата и јачината на зидот на крвниот на самата аорта. Тоа што го дискутираме со колегите, не може 60 мм на човек кој што е 1,90 м и 60 мм на човек што е 1,60 м да биде иста пропорција. Меѓутоа, тоа се протоколите и гајденси, ние ги следиме нив, меѓутоа повторно ќе кажам ова заедно со радиолозите, заедно со кардиоваскуларните хирурзи во државава, одлучуваме дали една аорта ќе биде оперирана, меѓутоа стандардот треба да биде над 60 мм веќе за да биде во рамките, во доменот да се размислува за оперативен или ендоваскуларен пристап, бидејќи веќе во државава го следи трендот на модерната медицина, така да овие интервенции се завршуваат и без операција со поставување на така наречени ендоваскуларни протези, кои што буквално ја бајпасираат од внатре таа невризма и пациентот наредниот ден си или понаредниот ден си оди дома. Така, еве јас се надевам дека нашата гледачка е задоволна со одговорот. Времето брзо не минува, веќе сме на самиот крај и еве како за крај би ве прашала, што значи срцева рехабилитација после завршување на лекување? Па видите, ние еве моментално имаме млад пациент 38 години кој што го стентиравме пред 3 дена со акутен коронарен синдром. Среќа тој пациент доби еден од оние стентови што ги викаме биоресорптивни стентови, пациентот за 9 месеца комплетно ќе исчезне од коронарната артерија. Меѓутоа тоа не значи дека тој пациент треба веќе да си оди дома. Тие пациенти ги држиме од 5 до 7 дена кај нас на кардиолошкото одделение во клиничка болница Штип, под мониторинг, пациент мониторинг, лабораториски мониторинг, тече инфузија по системи и откога ќе се навикне срцевиот мускул на новата состојба, на новиот коронарен пристап, на новиот васкуларен пристап кој што го има срцето, ги пуштаме да си одат дома. Што значи, после идењето од дома, пациентите се ставени на двојна антиагрегационна терапија, која што од една страна е задолжителна за да не запуши стентот, меѓутоа од друга страна е ризична да не направи па гастроинтестинално крварење. Не секој пациент може да го толерира да ја толерира таа терапија која што мора да ја прима после поставување на стентовите, затоа ние се бориме и со огинот и со водата во двете раци и треба да го најдеме балансот. И затоа овие пациенти ги следиме првен во болница, како ја толерира терапијата, ги пуштаме дома за 10 на 15 дена, ги повикуваме на доdatна контрола, ги проверуваме бубрезите, ја проверуваме состојбата со лековите, дали пациентот има тегоби после земјето на тие лекови. И првите 7 до 10 дена имаат задача пациентите да се рехабилитираат во домашни услови. Што значи тоа? Да се раздвижуваат по дома, да се излегуваат до улица, до продавница, на кафе, на цигара, никако. Так. И зборот ми е дека тоа е таа брза рехабилитација од 7 до 10 дена, после тоа пациентот се враќа во нормален, ефективен живот, социјален. И предпоставувам со препорака од вас кардиолозите дека да треба да водат здрав живот, да избегнуваат брза храна, стресови. Видите сега, главниот проблем кај кардиоваскуларните заболувања е стресот. Бидејќи самиот стрес кој што го добиваме ние на секојдневна основа
предизвикува лачење на високи дози на адреналин кои што организмот ги не може да ги истроши и тие се таложат на начин што прават оксидација на крвните садови. Со оксидацијата на крвните садови правиме воспалителна реакција на самиот ѕид кој што ја забрзува и ја зголемува атеросклеротската болест, не само на срцевите, но и останатите крвни садови. Така да на ова кога ќе го додадеме катрнот од никотинот, кога ќе додадеме висококалоричната храна со лошата комбинација на хранливи материи и седечкиот начин на живот, јали хидрати, протеини, масти и така натаму. Пасивноста, неконзумирањето на вода, нејадењето на зеленчук и овошје, јадењето премногу конзумирање на сол, па и алкохол, ќе видиме дека сите тие комбинации делуваат катастрофално и бројките кои што ги имаме денеска во Македонија како центар за кардиоваскуларни заболувања, зборуваме сите центри, се фрапантно високи, за жал, и имаме среќа што имаме перфектни кардиоваскуларни центри во држава, секаде распределени правилно, кои што ги обслужуваат буквално сите наши сограѓани. Така, времето на денешната емисија ни помина. Доктор Николов, јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин. Еве, слушнавме дека решение медицински за се има, меѓутоа подобро да превенираме отколку да завршиме во некој од кардиолошките центри. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека поминавме убави минути кај вас. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно во понеделник. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.